Собрани се тука новинарите на дневните вестници Утрински вестник, Дневник, Вест, мислам дека се колегите од Македонски спорт и Теа Модерна. Ова е спонтанна реакција на сите вработени, бидејќи денеска сме затечени од информацијата дека треба да се конкурира, да се преде во некоја нова фирма. И досега имавме многу пати ситуации кога сме се префрлали од фирма во фирма и секогаш било тоа служба се вршат преку служба. Меѓутоа сега се бара да се конкурира, меѓутоа се конкурира за двојно помалку работни позиции отколку што се сега. Се обидавме да контактираме, побаравме официјално со писмо се обративме до менаџментот. Сакаме средба да оствариме, да видиме за што станува збор, уште во текот на вчерашниот ден. Меѓутоа одговор нема или информациите се дека нема доволни информации. Ние ги инсистираме на информации и во текот на денешниот ден планираме да влеземе до менаџментот, да разговараме по секоја цена, да ни се објаснат состојбите. Апсолутно не, апсолутно не. Значи, сосема случајно дознавме дека нешто се случува и проверивме дека бил поднесен, доставен до Агенција за вработување дека има некој оглас за вработување на 55 новинари. Со оглед дека МП има многу повеќе од 55 новинари, значи дека ќе се прави нова чистка на новинари. Тука сме да спречиме тоа и последните информации се дека до толку е игнорантскиот однос кон вработените, што до главните уредници е доставен мејл на кој треба се конкурира, за која работна позиција. Значи, главните уредници треба да го дистрибуираат тој фамозен мејл до сите вработени, па тие тек тогаш да конкурираат. Значи, ништо конкретно со вработените, кој да не постоиме. Точно е, се зборува таква работа. Ние слушаме дека станува збор за графички центар Скопје, печатницата дека е под стечај. Слушаме дека таму дека извршители си ја вршат работата, не знаеме ништо. Кој што не знаеме што се случува конкретно ни во Медија Принт Македонија. Значи, немаме ништо. Иако имаше некои ветувања од господинот Срđan Керим дека кај да е фирмата треба да застане на здрави нозе, дека треба да се работи, да се допринесува, да се остваруваат профити. После изгледа дека од сето тоа негово кажување нема ништо, или барем било кажано да се каже нешто. Ќе се координираме дополнително, тука сме сите представници на синдикатите, на Утрински, Дневник, Вест, Теа Модерна, ќе се координираме секако во соработка со синдикатот на новинари и ќе видиме што ќе правиме. Меѓутоа вака нема да дозволиме да останат работи. Бидејќи едно беше договорено, Па се уште немаме конкретен став, бидејќи сите новинари и вработени се затечени од оваа информација, бидејќи ја видовме утринава на огласот објавен на Агенцијата за вработување, така да сега се уште немаме никаков став околу тоа. Чекаме најпрво да добиеме некои одговори конкретно од менаџментот, бидејќи во огласот не пишува на кој формат ќе продолжи да работат понатаму медиумите. Се бараат 55 новинари. Таа бројка не е доволна за да продолжат да постојат сите вестници да излегуваат во почетано издание. Значи не знаеме информација дали ќе продолжат како електронски медиуми, дали некој медиум ќе згаснува. Има само информација дека треба да се пријават на новата фирма. Се бараат вкупно 112, мислам дека работници за сите позиции, од лектори, фоторепортери, уредници, меѓутоа не е наведено за кои позиции ќе се конкурира и во кој формат ќе оди понатака, ќе излегуваат вестниците или дали ќе излегуваат воопшто. Последна плата имаме земено февруарската. Значи мартовска и сега веќе априлска ги немаме. Мартовска уште не е ни истечен месецот, меѓутоа последна е февруарска плата. И само едно дополнување, значи станува збор за фирма која има, рече се идентично име со Медија Принт, само се вика Медија Принт, не е Македонија и е регистрирана на домашна адреса на еден од менаџерите од Медија Принт, моментално што е. На неговата домашна адреса, тоа мислам улица Франце Прешен, број 231. Што таму ќе се прави во неговиот стан не знаеме, меѓутоа тоа е тоа. И тоа го дознавме баш преку тој оглас што е пуштен. Да, последните информации се дека хонорарците се тука некаде, меѓутоа ќе следат до сега исплата на дописниците, меѓутоа се уште нема никаква. Пред некој ден ми беше исплатена јануарскиот надоместок за хонорарите. На хонорарците, да. Минатата недела беше исплатена доместокот за месец јануари.
3 декември, така некако.